Благодарам, почитувана заменик председателки на комисијата. Имено за почитуваната јавност и почитуваните медиуми, да објаснам на кратко што е суштината на овој закон за избор на суди и јавни обвинители. Суштината на овој закон е еден сликовит приказ како луѓе во владеачката коалиција го замислуваат судството и правосудството. И на тоа ќе се повикам на една анкета која што излезена денеска од еден почитуван институт за демократија, поддржана од NDI, каде што убедливо институции со најниска доверба во државата се обвинителството и судството. Тоа е анкета која што излезена денеска, која што во наредните периоди ќе биде представена пред политичките партии, пред пратениците соодветно. И сега, секогаш кога дискутираме во собранието, неизбежно е да застапуваме политички ставови, а еден од клучните работи зошто СДСМ дојде на власт, зошто шарената револуција се случи, е немањето правда, соодветно на тоа немање мир. Она што е специфично е секоја онаа позиција која што тогаш ја пропагиравте, која што тогаш ја бранивте, сега успеавте да ја срушите. Со овој закон, како што сте го предложили за Академија на суди и јавни обвинители, директно покажувате уште една теза. Дека сте многу полоши од така наречениот режим или од владењето на ВМРО ДПМН. Сега ќе ви кажам и сликовито зошто. Во тоа време се случи самата институција Академија за суди и јавни обвинители и самиот закон се донесе тогаш. Каде што, не велам дека беше совршен, можеше многу подобар да биде и тука треба да разговараме за на тоа постојно законско решение да биде подобро, но вие во овој закон не само што го рушите концептот на така донесениот закон, туку комплетно ја изместувате оската и правите фаворизирање на тоа кои луѓе треба да бидат избрани за академии за суди и јавни обвинители. И на старт да ви кажам, тука има правници кои што ги почитувам, немојте со партиски соопштенија и да излегувате тука и да објаснувате како било или како требало да биде. Немојте да се срамите повеќе од тоа што се доволно усрамени во очите на граѓаните. Зошто секој еден граѓанин, секој еден медиум кој ќе го види овој закон, ќе свати за што зборува. Што сака СДСМ и ДУИ да направи со овој закон? Да ја повтори 96-та година. Да избере 130 послушници кои што немаат апсолутно никаков друг квалитет освен тоа да слушаат наредби од власта. Зошто? Затоа што СДСМ до сега и не се прослави во тие реформи во правосудството. Напротив, бетер сте од оние кои што некогаш вие кажувавте дека се најбетер. Ајде да направиме на каква реминисценција, каков кредибилитет имате вие да носите закони или да менувате закони за суди и обвинители. Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство. Крадење. Буквално крадење пред очите на македонските граѓани и распад систем. Компрометирани судски постапки, каде што пола од бомбите се продаваа на црн пазар, да се уценуваат бизнисмени. Да видовме како Боки за 13-ка вашиот коалиционен партнер заврши. Понатаму, ајде да ја споменеме оваа Кацарска, која што 200 години осуди луѓе, која што ви судеше така како што вие сакавте. Од Страсбур стигна првата присуда дека се прекршени човековите права. И ќе стигнуваат уште од Страсбур. Оваа Весна Дамева, која што е колешка на почитуваната заменичка министерка тука, што на клоци ви ја избркаа спротивно на устав и на закон. Да ви го споменам Русковска и Јабази, значи комплетно дизајниран судски систем за да ви служи на вас, а да ги оштетува позициите на државата. Почитувана заменик министерке, разбирате право и вие сте свесни дека ова не е во ред. И дека освен тоа што вие лично, како председател на надзорниот одбор на СДСМ, владен повереник во Телеком и слични функции, вие сте таа што бевте одговорна на комисија која Зоран Заев го биравте за председател. Ако гледате од таа позиција, тогаш е во ред ваков закон да напишете и да го пратите во собранието. Ама има нешто тука што се вика државни предпартиски интереси. Ова не е државен интерес, ова е партиски интерес. Ова е тука што гледаме пред нас. Ова е директен партиски интерес. Ве молам, со оглед дека тука кога разговараме, особено овие дискусии ги следи фелата која што и вие ја представувате. Таа е правната фела, фелата во министерството кое што вие го управувате. Утре нема да бидете министер, некој друг ќе биде, тоа е нормално, треба да се вратите повторно во правната фела да работите. Како ќе им објасните вие на вашите колеги дека во 2023 година, од 21 век, 4 години буткате закон за избор на суди и јавни обвинители со европско знаменце, кога не постои земја во Европска унија или во Европа која што има регулирано постапка на избор на суди и јавни обвинители. Не постои таква. Нема на која регулатива да се повикате, затоа што Европската унија нема регулатива за избор на суди и јавни обвинители. Не постои таква. Прво, тоа е криминал.
3 пати до сега го буткавте законот, во ред. Како е можно да човечкото влијание биде фаворизирано во однос на електронското влијание? Тука знаете вие пова како што сте го направиле, субјективитетот, комисијата, делегирањето на член од Министерство за правда да биде дел од таа комисија која што наместо електронски избрани прашања ќе има дискреционо право да одлучи кои прашања ќе му ги поставува на кандидатот, да биде фаворизирано во однос на електронското. Ако сакаме ние нешто да направиме, ако сакаме ние да избереме 130 луѓе кои што ќе бидат сериозни, кои што ќе бидат квалитетни, избрани по мерит системот, не по партиски систем, без разлика со шум член и пратеник од ВМРО да помане, не по партиски систем, туку луѓе квалитетни, не можете вие идете во Европа на начин на кој што уште ќе делегираме комисија, ќе го праќаме човекот на министерот и врз основа на некој интервју на прашање на кое што јас сакам на некого да му ги поставам, да одлучам дали е добар за судија обвинител. Не е во ред. Не е во ред. Ме разбирате дека ова на начин на кој што вие сте го поднесле ќе делегира само неквалитетни лица. Тоа ви е намерата. Мене ми е тоа јасно. Мене ми е тоа совршено јасно. Зато имаме избор на такви како Дамева, вашата колешка од правната комисија на СДСМ, на која што вие сте биле претседател на надзорен одбор. Да биде од соработник избрана да одлучува или да цени работа на суди и обвинители. Тоа ви е исто како да речете со сета почит кон тие професии, медицинскава сестра ќе ставиме одговорна на неврохирурзите. Сестрата си е за медицинските сестри, неврохирургот со причина се нашол таму. Не можете да ги мешате лончињата едни со други. Понатаму, велите државен службеник да поставува прашања на тие кои што треба да требаат суди и обвинители. Секоја почит на државните службеници. Ама ако не се адвокати, ако не биле стручни соработници во обвинителството или судовите, како ќе знаат ако не го работеле тоа кои прашања да му ги поставуваат? Нема да знаат. Само зголемена доза на субјективитет, ништо друго. Не постои тука мерит систем. Тука постои систем на ајде да видиме сега кој е подобен за нас, ајде да ги направиме изборите вакви какви што се, за да може синот на господинот Џафери да биде обвинител избран, сопругата на овоја Бази да биде обвинителка. Таа е таа држава во која што ние сакаме да живееме. Тука не двам никого, нит леви, нит десни. Ако мене ме прашувате, знаете што ме направил? Последниот конкурс за избор на суд обвинител би го поништил. Отворено ви го кажам, ма ми е гајле таму кој е избран. Треба да се поништи. Ако има реакција од јавноста, треба да се поништи. Ако правиме судство и обвинителство, тогаш да го направиме како што треба. Зашто да не разговараме за идејата на преполагање на тие испити, па да видиме дали правните знаења им се издржани. Ако им се издржани, нека им е со среќа. Ако не им се издржани, да се поздравиме со тие луѓе. Како можеме ние да избереме обвинител кој што треба да го гони организираниот криминал, се извинувам, 2 месеци, односно 2 дена медиумите да не може слика да му најдат? Па нели ќе го менјавме Сваровски судството, нели тоа беше катастрофа? Нели во штабот на ВМРО ДПМН се пишува пресудите? Каде се пишуваат сега пресудите? Каде се пишуваат сега пресудите на оние кои што биле членови и министри од владата на ВМРО ДПМН, кои за гласање на уставни измени сега ги ослободувате? Тие пресуди каде се пишуваат? Каде се пишуваат пресудите на поранешните директори на тајните служби, што на очигледни докази се пуштат само заради тоа што помогнале на партијата на која што вие припаѓавте? Се тоа е правосудниот систем. Каде тука сега има мир, ама ја нема правдата. Има мир, ама ја нема правдата. Зошто? Затоа што сите оние кои што велеа нема правда, нема мир, сега се вдомени во државните институции. Еве, подиректно прашање. Вакво нешто, како што е пред нас, за избор на суди и обвинители, јас верувам дека вие ни во СДСМ не би го изгласали. Е ова, кој што го имаме пред нас како закон, кој што се турка со европско знаменце. На крај ќе завршам со една работа. Ако сакаме да мрднеме напред, ако сакаме граѓаниве, порано беше, не дај Боже да имаш проблем во болница заради нефункционално здравство, сега не дај Боже да загубиш во судски лавиринти. Зошто? Затоа што некогаш имаше напредок, и тоа е факт, можете да ги проверите извештаите на Европската комисија. Сметавте дека не е соодветно, успеавте да го мобилизирате народот со лажни ветувања, тоа го трнавте на страна. Со ова што го правите сега, уште полошо услови ќе направите. Но, како што се доближува денот на избори, ние имаме една реченица која што ја кажуваме секаде, која што сериозно ја мислиме,
нека не мислат тие 130 луѓе кои што ќе влезат таму заради партиски заслуги кон некого дека утре некој нема да го провери огласот. Огласот ќе биде проверен, огласот ќе си биде стопиран, ќе си биде преработено законското решение, а тие доколку влезат ќе треба да ги вратат сите средства по основно оштетување на буџетот на оваа држава. Благодарам.